Здраво, дички, добро дојдовте во уште едно Дома со Леа видео. Моето име е Леа и ова се моите неделни видеа на тема мајчинство, домаќинство и сите сродни теми. Доколку прв пат го гледате овој канал, притиснете subscribe на ова купче црвено овде долу под самото видео, за да добивате нотификација секој пат кога објавувам ново видео. Денеска ќе имаме една малце поинаква дружба на една многу еколошка тема и во моментов очекуваме гости. Кои гости? Сега ќе ви покажам. Во секој момент очекувам да задзвони Исидора, убавата девојка од Sunilense. Sunilense е една од најеколошките компании за кои што имам слушнато досега во Македонија. Што точно прават и зошто е тоа така, ќе да знаеме многу набрзо. Здраво, повели. Здраво, Леа. Исидора, јас вика те најавив како представник на една многу еколошка компанија. Што точно е Sunilense и што работите? Sunilense конкретно е фирма која што има веќе 25 годишно искуство и е лидер во трговијата со рафинирани растителни масла и други прехранбени индустријски производи. Значи, ние конкретно работиме со над 1000 индустријски објекти, но тоа не е само примарна дејност. Плюс ние исто така се занимаваме со собирање и рециклирање на отпадни масла. Значи, конкретно ние сме првата лиценцирана и сертифицирана фирма во Македонија која што се занимава со оваа дејност. Така, собирате индустријски масла, меѓутоа она што, пошто ве знаеме ние обичните граѓани, нели? Е тоа дека собирате отпадни масла од домот на граѓани. Да, точно така. Зошто го правите тоа? Па конкретно, значи, ние овој проект го започнавме во 2017 година, а со индустријата веќе работиме одамна 2009 година. Сега, зошто почнавме? Значи, собирањето на отпадни масла од домаќинствата е малку покомплицирано, бидејќи сепак зависи од индивидуална еколошка свест и волја кој сака да собира, кој не. Го почнавме тоа затоа што многу често отпадните масла завршуваат во околината или во одводите од домовите на граѓаните и тоа прави големи штети, например, штетно е по нашето здравје бидејќи има канцерогени состојки од кои не е употребено. Понатаму штетно е за животната околина, за почвата, за животинките кои живеат таму, нормално, инсекти и сето тоа. И исто така штетно е за вашите одводи, мислам, прави големи проблеми. Ги запушуваат цевките, не сме имале, знаете како е тоа. Значи, нашата цел всушност е да вродиме некоја еколошка свест кај граѓаните, бидејќи рециклираме хартија, рециклираме пластика, стакло, зошто да не отпадни масла. Верувам дека многу од луѓето кои што не гледаат не знаат дека се рециклира отпадно масло. Извинете ако знаете, но јас доскоро не знаев. Практично станува збор само за маслата кои што ги користиме за готвење и тоа тие кои што, да кажем, со едноставни зборови ги користиме за пржење, бидејќи практично во другите типови на готвење немаме можност после да го издвоиме маслото, нели? Практично маслата во кои што пржиме се всушност и најштетните по човековото здравје, најштетно е да се користат одново и исто така штетно е да се едноставно да се измијат заедно со миењето на садовите. Како точно ги рециклираме маслата, мислам, како точно ги собираме за вас? Ти ми ја донесе оваа убава кутија за масла, колку собира она? 3 килограми собираме на да. Ние не се сетив да ја мерам мојата, меѓутоа јас имам за тебе иста ваква, само полна, повели. Супер, значи еве нашата цел всушност. Вака, сега, ќе оставам јас. Да, тежи, ја видат сите, значи ова е собирано година и 11 месеци. Да, значи тоа исто битно го напоменаме, дека не сте временски ограничени, бидејќи не секој готви, пржи или исто. Сега, овој проект всушност се вика Рециклирај и донирај и се состои во тоа што ние ви доставуваме 3 литарски кантички до вашиот дом. Конкретно, значи, вие не контактирате, имаме Facebook, имаме Instagram, имаме Twitter, значи на сите социјални мрежи сме. Сега, ќе ви донесеме кантичката, вие се готвите. Битно е многу да знаете дека мора да почекате да се олади маслото пред да го истурите во кантичката, бидејќи ќе се стопи. Да, класично е, може да настане. Да, јасно.
И кога ќе ја наполните, ќе повторам, не сте временски ограничени, не контактирате повторно на броевите на некој од броевите и ние поминуваме да ја промениме, нели носиме чиста кофичка, како се направивме, вие не ја полната. Сега има еден друг дел во овој проект, кој што е всушност и хуманитарен. Соработуваме со Љубезност, организација која што ги поддржува социјално загрижените семејства. И за сега наполната 3 литарска кофичка, нели ви даваме нека мала мотивација или награда, половина литра масло, кое што е од брендот на Диамант. И значи можете да одберете да го земете за себе, да го користите за дома или да ви возможиме донација. Да се надоврзам само дека всушност ние сме и главни увозници на индустријска програма на Диамант АД. Станува збор за секаков тип на масло или за одредени типови, значи само за зејтин, за маслиново масло, за свинска маст, за што станува збор? Да, значи ова е често поставувано прашање, конкретно се работи за масла од растително потекло. Значи зборуваме за нели масло, палмино масло, за маслиново масло, за сончогледово масло, додека свинска маст не, тоа не. Значи само за масло растително потекло. Исто така, кажи ми, што му правите на маслото што ќе го соберете? Да, значи ние кога ќе го собереме маслото, поминува низ неколку процеси на филтрација и на третирање и потоа се пласира како суровина на пазарот за биогорива во Австрија. Така, значи практично го извезувате отпадот за да биде нели направено биогориво, што исто така е на еколошка предност. Има уште по далечна еколошка цел, баш ми е мила. Јас собирам ева скоро 2 години. Кажи ми во меѓувреме колку често луѓето собираат, колку домакинства кај нас се свесни за овој проблем и даваат свој придонес во форма на отпадно масло во кантичка. Значи веќе имаме околу 2000 домакинства кои што нели ни враќаат отпадно масло, некои се нели поредовни, некои нели им треба повеќе време, бидејќи се сепак нели на здрава исхрана. Сега од 2017 година па до денес имаме собрано околу 6200 килограми отпадно масло, кое што е нели одлична бројка за нели степенот на кој што се наоѓа нашата еколошка свест во врска со отпадните масла. Ова, значи во светот ова се многу поголеми бројки, но еве нели целиме да оди натаму и кај нас. Така. Мислам дека расте еколошката свест кај луѓето, секој поединец се прашува како може да придонесе. Слушаме за луѓе дека користат употреблива амбалажа која употреблива повеќе пати, избегнуваат пластика во различни форми, па еве една идеја до еколошки свесните гледачи на Дома со Леа, да се обидат да измерат, да видат колку трошат масло, колку тоа завршува како отпад и да ви се приклучат во еколошката акција. Знаеме ли колку е штетно отпадното масло, значи што превенираме со ваквото собирање? И да знаете дека 1 литар масло може да загади една мала река. Затоа, нели, од сега Кантичка Сунилens може да ни сконтактирате и тоа е тоа. Ве чекаме да се јавите. Што прави Петко на вашиот рекламен материјал? Значи вака, ова е еден мал поклон за Зара, која што ни е многу сладко мало девојченце. Вториот наш проект се вика Заедно учиме за собирање и рециклирање на отпадните масла. И се состои во тоа што, значи, почна исто така во 2017 година и почна со 2 градинки, а сега веќе се одвива во 12 градинки во Скопје. Се одвива целта на овој проект е всушност од мали нозе да врежиме нели здрави навики, да ги научиме децата како треба да постапуваат со отпадните масла, преку нив да допреме нели до нивните родители. Го спроведуваме заедно со ОХО, тоа е едно здружение за едукација, консалтинг и комуникации за деца, значи еве го Петко кој што гледате и тоа е дел од нели проектов и мислам... Петко е голем еколог. Да, дефинитивно за поборник за здрава храна. За тоа и заедно со него нели решивме да ги научиме нешто дечињата. Секој заинтересиран може да ве побара на овие контакти на Facebook, на Twitter, на Instagram и на овој телефонски број во било кој работен ден во работно време. Со секој клиент одделно договарате примопредаја на кантички, совети и тие работи, значи да, тука сме за све што треба, нели слободно може да ни сконтактираат за секое прашање, кофички да ги носиме до домовите, така да. Све што треба да се јават. Одлично. Благодарам многу, Исидора. Мило ми беше што се сретнавме.
Од овој момент почнува нашата заедничка игра, која што ќе трае до овој петок и ќе доделиме во петок 5 вакви пакетчиња на сите оние кои што ќе не најдат на Инстаграм и ќе ги испочитуваат зададените правила или по тој редослед. Како и да е, благодарам многу за оваа дружба и се гледаме во наредна прилика. Мило ми беше и се гледаме. Чао!